Почитувани, добре дојдовте во Скопје, градот со најголем број на заразени од корона и најзагаден воздух во светот. Денеска е 13 ноември, ден кога Скопје го слави ослободувањето од фашистичкиот окупатор. Денешниот 13 ноември Скопје е повторно заробено во смог и магла, полни со отрови и вируси. Скопје е рекордер во светот во отровни гасови и смртоносен вирус. Четврта зима скопјани нема да имаат воздух, нема да имаат аеро, како што гласеа лагите на власта. Загаденоста руши рекорди, а Скопје е на врвот на листата градови со најзагаден воздух во светот, со ниво на канцерогени PM10 честички и до 7 пати над дозволеното. За тоа придонесува и лично градоначалникот Петре Шилегов со редуцирањето на јавниот превоз. ЈСП автобусите, наместо да бидат главната алтернатива кон почист воздух со помалку автомобили во Скопје, Шилегов и ЈСП го редуцираа возниот ред, за што повеќе возила на улиците и поголема емисија на штетни гасови. Во ретките автобуси е невиден метеж. ЈСП е потенцијално жариште на ковид вирусот. Наместо да го зголеми бројот на линиите и да се намали гужвата, Шилегов го намалува. Само во главата на Шилегов преполните автобуси на ЈСП не се можен кластер на ковид. Во Скопје има лажен мораториум за градба. Камиони и камиони, тешки градежни машини минуваат низ Скопје создавајќи метеж и дополнително загадување. Скопје денес е град во кој што хронично болните се фрлаат во ризик. Во услови на загаденост и корона епидемија, тие не се ослободуваат од работа заради комисијата на Венко Филипче. Почитувани, Филипче не го интересираат полните автобуси на ЈСП и на Шилегов. Не го интересира загадениот воздух во Скопје. Филипче не го интересира густиот смог преполн со коронавирусот. За Филипче не е важно тоа што хронично болните во Скопје се дават во смогот на Шилегов. За Филипче не е важно што хронично болните се туркаат во автобусите на Шилегов. Филипче, исто како Шилегов, нема план и не знае што е тоа одговорност. На двајцата им е важно шефот да им е среќен. Скопје со Филипче и со Шилегов денес, на овој 13 ноември, е град каде што болниците немаат кревети за болните од ковид. Граѓаните со денови чекаат за закажување, за тестирање и за добивање на резултати за коронавирусот, додека функционерите од власта на Филипче и на Шилегов со врски и преку ред се тестираат. Денес најповиканите во Скопје и во државата не работат ништо и со својата неспособност уште толку ја влошуваат целата ситуација. Скопје се дави во загаден воздух и во вирус, а тоа ќе биде проблем во следните месеци не само за хронично болните, туку за сите заради ковид пандемијата. Одговорноста за тоа лежи кај Шилегов и кај Филипче. Ке повторам, добре дојдовте во Скопје, градот со најголем број на заразени од корона и најзагаден воздух во светот. Ви благодарам.